Добро утро во првото линковско вклучување за денеска, во кое што ќе ги информираме и едуцираме исто така нашите гледачи за тоа што предвидуваат новите правила во однос на управувањето на електричните тротинети, кои што пак следуваат по законските измени кои што собранието неодамна ги донесе. Како овие измени ќе придонесат за безбедноста во сообраќајот, ќе дознаеме во продолжение од нашиот денешен соговорник Дејан Андоновиќ, портпарол на Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата. Добро утро и благодарам за прифатената покана за овој разговор. Кои се клучните обврски што со новите законски измени ќе ги имаат граѓаните кои управуваат електрични тротинети? Пред сакам да кажем да бидете одговорни, не е обврска која од секогаш ќе имате кога учествувате во сообраќајот, како и за други работи, но за сообраќајот зборуваме. Новите законски измени предвидуваат практично зголемување на старосната граница за електричните тротинети. Значи, ако до неодамна беше до 14 години, сега морате да бидете полнолетен, односно 18 години, за да управувате електричниот тротинет. Исто така, она што сакам да го истакнам и да ги потсетам оние кои возат електрични тротинети, да нивната законска обврска да носат заштитна кацига. Тоа порано не беше, односно се препорачуваше како и за велосипедите. Но сега се обврзани, затоа следи законска казна доколку нели ве види сообраќајен полицаец, а немате заштитна кацига. Она што останува од минатото, да ги потсетиме граѓаните, односно тие што управуваат со електричните тротинети, е дека не смеат да се возат повише од еден, значи двајца. Тоа го гледавме по улиците за жал и можеби уште го гледаме. Го гледавме барем до сега, се надевам дека со овие законски измени ќе се намали бројот или ќе исчезне, да не се пренесува товар, да не се шета милениче и се разбира, ќе потсетам на брзината. Беше дозволено 25 км на час на велосипедска патека и 5 км на час брзина на пешачка патека, сега се намалува на 20 км на час, значи дозволена брзина. Сите овие законски измени имаат за цел да стават некаков ред во овој хаос со електричните тротинети, се разбира. Нема неодговорна и одговорна категорија на учесници во сообраќај. Не се сите неодговорни или не се сите одговорни. Но видовме дека електричните тротинети беа многу управувани од малолетници, од деца кои се уште нели на некој начин не знаат за сообраќајните правила прописи и за одговорноста и опасноста што ги чека, па можеме да видиме како тоа се случува на улиците. Законските измени имаат за цел, први, повторно ќе кажам, се зголема старосната граница, значи и одговорноста. Полнолетни лица поинаку размислуваат за последиците од оние на 14 години. Брзината секако, тие 5 км на час помалку многу влијаат врз евентуален удар, повреда, кочење и сето она што може да биде во сообраќајот. Се разбира заштитната кацига и да заштитите главата и рефлектирачки елек, да не го заборам, кој исто така се препорачуваше, но беше и обврска од 7 часот, односно 19 вечер до 5 часот сабајле во утринските часови. Значи сите тие законски измери се само да се унапреди безбедноста во сообраќајот, да се стави некаков ред, но одговорноста на поединците е најбитна. Ние апелираме и институцијата која јас ја застапувам се занимава со отклонување на причините, а не со лекување на последиците. Значи апелираме, имаме кампањи да допреме до сите оние кои не гледаат во моментот преку вашата телевизија, да ги потсетиме на последиците од евентуална за нивна неодговорност. Во оваа насока ќе се надоврзам и со следното прашање. Еве и самиот напоменавте дека сте имале кампањи. Какви пораки испративте до граѓаните со нив и колку е важна едукацијата покрај казнената политика, секако која што пак се заострува со новиот закон? Значи не се работи за тоа дали некој ќе ве види и дали имате безбеден град, па возите 50 км на час, конкретен пример ме прашавте. Кампањите имаат за тоа цел да ги потсетат учесниците во сообраќајот да бидат одговорни. Значи морат да бидат одговорни, да ги почитуваат законските правила и прописи пропишани, сообраќајната сигнализација, но и мораме да подигнеме јавната свест. Свеста кај граѓаните. Една од работите и свеста кај граѓаните е тоа. Не мора да ве види полицаец за да возите повеќе од 50 км на час. Не мора да има безбеден
еден град. Вие знаете дека законската обврска е 50 км на час и да нема полиција, и да нема камери, и да сте сами на улицата во 3 часот утрината, треба да возите 50 км на час, спред се ради вашата безбедност. Исто и со тротинетите. Не се работи дали некој ќе ве види за зграда дека возите тротинет без заштитна кацига. Возете го заради вашата безбедност, бидејќи некој тоа го предвидел за да се намали последицата од евентуална сообраќајна несреќа. Тоа е сообраќајната свест и се разбира мораме да зголемиме сообраќајната култура. Ние работиме на тоа преку нашите кампањи, бидејќи сообраќајната култура исто така игра големо влијание за се тоа што го зборуваме. Навидом изгледа како само зборови, но верувајте, сообраќајната култура е главниот двигател на сите овие свирења низ улици, кочења, непочитувања, конфликти, нервози кај учесниците во сообраќајот. Ако имате поголема сообраќајна култура, ќе има помала нервоза. Ако го имате помала нервоза во сообраќајот и уште ги почитувате правилата и прописите, тогаш верувајте, сообраќајот ќе биде смирен, возачите посмирени и нема да има некакви проблеми. Меѓу другото, дали со новите правила за управување на електрични тротинети ќе се постигне и поголема безбедност за пешаците, бидејќи гледаме секојдневно дека овие електрични тротинети се управуваат и на тротоарите, кои што се места за оние кои што се движат пеш? Одговорот е да. Но јас морам да упатам и кон најмасовната категорија на учесници во сообраќај. Тоа се пешаците, ние сите сме првим пешаци, а потоа се друго. Да, у електричните тротинети има законски одредби, но и пешаците мора да сватат дека и тие подлегнуваат под правилата, прописите и пропишаната сообраќајна сигнализација. Тоа што сте пешак не значи дека имате право секде да одите, секако да одите, во секој време да преминувате и секако да се однесувате во сообраќајот, туку и вие подлегнувате кон заштитата, кон правилата и прописите во сообраќајот. Конкретно за сообраќајната култура реков пред малку и само за крај на ова ќе ви кажам: немојте кога сте пешак да ви сметаат и да ви грешат возачите, а кога сте возач да ви сметаат пешаците. Ви благодарам уште еднаш за одвоеното време и за можноста оваа тема која што е од јавен интерес да ја доближиме до нашите гледачи. Ви благодарам и на вас што дадовте можност да допреме малку до граѓаните и уште едношка нашата кампања во моментот е Вози одморен, летна кампања која се однесува кон сите учесници во сообраќајот, летни одмори се оди на подалечни дестинации. Ние во моментот сме и на теренот, каде што може да не видат граѓаните кои патуваат. Тие што патуваат кон подалечни дестинации да апелираме до нив на 2 часа возење, барем 15 на минути да одмараат, да ги гледаат условите на патот, бидејќи високите температури се исто така голема закана за доколку сте неодговорен во сообраќајот, како што се и зимските услови, високите температури, значи немојте да возите на подалечни дестинации од едношка, туку на 2 часа одмарајте по 15 минути, бидете одморен. Одморот, односно заморот е најголемата закана за безбедноста во сообраќајот, особено во летните празници кога сите одиме на одмор и малку сме опуштени. Не можеме да бидеме опуштени задоволено, туку мора да бидеме концентрирани и одморени. Ако ќе дојдеме на дестинацијата, тоаш може да се одмараме. Ви благодарам уште еднаш. На самиот крај сме на првото денешно линковско вклучување, па да напоменеме и што покажуваат податоците од Министерството за внатрешни работи. Статистиката која што се однесува на првата половина од изминатата 2025 година покажува дека најмалку 46 лица биле повредени во сообраќајни незгоди во кои што учествувал електричен тротинет. Од овие лица најмалку 15 се здобиле со тешки телесни повреди.